Правната држава има клучно место во интегративниот процес на земјата во Европската унија. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоние го повторува она што го пишува во нон-пеперот испратен од неговите шефови во Париз, дека без владење на правото и максимално уважување на човековите права нема што да бараме во европското семејство. Мојата порака е јасна. Правната држава има клучно место во интегративниот процес на земјата во Европската унија. Тимоние, кој лично им го доставил нон-пеперот на македонските власти, вели дека Франција очекува најпрвин одговор од земјите членки на Унијата, а потоа и од Македонија, која треба да ги изнеси собствените забелешки. Вице-премиерот Бујар Османи, кој веќе имал увид во документот, вели дека реверзибилноста на која инсистира Франција предизвикува страв, но во исто време представува и позитивен момент. Во оваа методологија се дава само рамката како треба да изгледа новиот пристап, меѓутоа и не и динамиката. Кои се тие прашања, дилеми кои што произлегуваат од првото читање на овој нон-пейпер кој што го добивте? Се разјасни кога ќе ги соопштите? Па, например, прашањето што значи консекутивноста, што значи отварањето на областите едно по друго. Второ, како ќе се вклучи досегашното трансформирање на општеството, односно имплементација на спогодбата за стабилизација и асоциација. Министерот за надворешни работи Никола Димитров вели дека новата методологија се уште е предмет на анализи, но додава дека во нон-пеперот било наведено дека крајната цел е членство во Унијата, а Македонија сега се подготвувала за реформска олимпијада со останатите аспиранти од Западниот Балкан. Ние би сакале да имаме еден услови за рамноправен надпревар со сите земји од нашиот регион, од Западниот Балкан. И мислам дека е важно процесот на пристапување, каков и да биде, да овозможи една олимпијада на реформи. Франција очекува сите забелешки на нон-пеперот да бидат објавени во најскоро време, а веќе во јануари Европската комисија да ја објави новата методологија за преговори и прием на нови членки. Со оглед на построгите критериуми, според некои сценарија, од моментот кога ќе ги започнеме преговорите, па до влезот во Европската унија може да поминат и 15 години.